Никос Кодзијац ја напушти владата на Алексис Ципрас по големата кавга со министерот за одбрана Панос Каменос, која главно се однесувала на спорот за името. Архитектот на Преспанскиот договор одлучил да поднесе оставка откако видел дека Ципрас молчи, со што му ставил до знаење дека нема да застане на негова страна. Каменос инсистирал дека во програмата за коалицирање на неговите независни грци со Сириза на Ципрас јасно стои дека за каков било договор со Скопје, гласање во грчкиот парламент може да има дури по изборите во Грција. Кодзијас докажувал дека тоа не е точно, а Ципрас не се изјаснувал. Според транскриптот во кој има увид грчкиот сајт ИН, разговорот течел на следниот начин. Јас го задржувам моето мислење за името на Македонија. Јас нема да се приклучам на владиниот обид за притисок. Вие се стремите да водите надворешна политика на сметка на владата и земјата, за да им послужи на вашите политички и лични аспирации. Имаше потврда од Министерството за надворешни работи дека прашањето за Скопје ќе дојде во парламентот по изборите. Немаше такво нешто. Превземените чекори беа одобрени од страна на премиерот и надлежните органи. Може би сте пропуштиле некои владини сесии. Мојата процена е дека договорот нема да оди во парламентот, бидејќи процесот во Скопје нема да заврши. Во секој случај ние нема да се идентификуваме со Нова демократија во обид да ја собориме владата. Договорот е со владата, а не со Министерството за надворешни работи. По ова Кодзијас кој инсистира Преспанскиот договор да помине си даде оставка. Каменос кој не сака да слушне за истиот остана во владата. А Ципрас, прифаќајќи оставката на Кодзијас, изјави дека негова цел е со сите сили да помогне за успешно завршување на договорот од Преспа. Оваа парадоксална ситуација се разјаснува со фактот дека Ципрас без Каменос нема мнозинство во парламентот, а неговото останување во кабинетот значи дека владата ќе трае до гласањето во парламентот ако до него воопшто дојде, а тогаш може да се надева дека бојкотот од независни грци ќе го надомести со гласовите на опозицијската Потами, која е волна да го прифати договорот од нивици. Сепак се јавува нов проблем, бидејќи Кодзијас контролира минимум 5 пратеници од коалицијата во Сириза, кои поради неговата оставка би можеле да го променат и ставот за Преспанскиот договор, односно да не гласаат за истиот кога за тоа ќе дојде време.